Така да останав со него на улица, беше 9 месеци бебе. Па живеевме во една соба каде што кога врнеше надвор, врнеше и вонатре истовремено. Проект куќа ќе комплетно ќе го уреди, ќе го направи целиот стан и ќе имате се за што вие сте сонувале. 247. 247, памти. 110. Се наоѓаме во Велес пред новиот дом на Лорета и незините две дечиња. Горе се мајсторите кои што ми велат дека многу брзо работат и дека се веќе при крај со работата, но јас ги замолив денес да ме научат да молерисувам, затоа што ветив дека до крај на оваа сезона ќе научам да работам се. Баш да видиме дали ќе успееме денес и да видиме колку се брзи нашите мајстори. Ајде. Добар ден! Добар ден! Шо се прави? Се работи. На здраве работа! Ајде, живи. Значи, вие ми рековте дека сте многу брзи и стварно сте многу брзи. Брзи сме, да, денес Свака час. се да завршиме. 2 минути завршуваме. За 2 минути. Знаеш шо? Чекај малку, јас сум натоварен. Ми кажа дека сте многу вредни, дека многу работите и дека не баш ве боли све. Така. Значи Eurofarm да поздравија и рекоа дека вечер да се намачкате со ова и утре ништо нема да ме боли. А ја ќе да добијам. Ела брацата ги мене. Ова е нашиот паркетар и бажа кој што ни сработи многу работа кој ќе остава и фала ти за тоа. Бажа, ова е за тебе, C+D, имунитетот топ. Да. Добре. И тебе да мене да боли. Значи, паркетот излакиран, не, истужен, излакиран, вие сте више при крај. Само што е послано сега. Да, точно, да. Ке биде се Денес, како и секогаш, всушност, оваа сезона на проект куќа не поддржува наш Максима и Хромак и боиме со нивните најдобри бои. Сега, јас сакам денес, пошто тоа не можам да ме научите да молерисувам. Ми рековте дека може. Може ли? Може. Дај ни даме четка, ваljak, се. Четка, ваljak и почнуваме. Ајде. Боите ги одбравме, значи џабе оваа го носам, бидејќи боите ги знаеме. Да. Тука ќе биде шоколадо, кафеаво овој. Овие се капучино. Да. Таа зелената како да ја крстиме? Киви. Зелена кајсија. Кажи ми сега, има ли филозофија во ова нещо? Мачкај. Добро. Сега да го натовиш. Окей. Аха. И се нади. Добре. Добро. Браво. На овој? Да. Од горе до доле? Горе. Од средина нагоре надолу. Како почнувам од средина? Ајде, точно. Од средина. Полека, пушти, него стега. Него стега? Пуште до доле. Не клеч. Добро. Јас имам филозофија, не било тоа така едноставно баш. Добро. Сега, ајде, до доле, стоп. Вака? После ти ги чистиш лесните. Лајсните, пази. Маркетаром не се враќаш. Знаеш шо, јас си ветив дека до крај на оваа сезона ќе научам се што е од градежништво. Сакам. Не така. Осо што Филипи, многу слободно, не треба. Допи малку собираш нешто, да? Ево, гледаш, видиш. И ова што се линиите, за да се изеднаш и секде да биде, да нема после да се помогна дека шарено. Или како линии. Значи вака правиме, така? Вака? Не се мора да има. Да сега напразно малце, Као да го цедам, така? Не. Мајсторе, решетка, на кај ќе имаме мајсторе? Друга да стол. Нема решетка, ние сме јако спремни uz друга. Ама обратно сврти. Оти ќе го гребеш другиот цицел, тоа е железото што ја отваря. Вака. Ајде така. Окей. Лесно. Фаќа 40 дневница, братан. Не сум лоша? Не. Значи ќе ме биде изола, добро?
Види, тоа дневница за моле рисување, зависи. Ако почнам да пеам, може и дупла да е. Да. Симе, значи сега сме у детската соба. Да. Детската соба е скоро готова, за тоа што? Уште малце тука овој ќе биде зелен тука. Одлично. Така треба да биде, да се направи овој кубик има исто ќе биде капучинове. Супер, тука ќе бидат одмари, така да... Ќе се споси. Таму не е. Тоа е тоа. Одлично. Ходникот уште треба да се направи нешто и Супер. И да се монтираат, кој ќе ги монтира светлата, кој знае тоа? Значи тука се си оди под конец и јас морам да одам да видам дали е се во ред со мебелот, дали докаде се мебелацевски, докаде е све, затоа што за неколку дена Лорета ја очекува големото изненадување, домот од соништата. Овој значи нема да биде обичен дом. Ова мислам дека ќе го направиме да биде бомбона. Тоа е за трапезарија. Овде? Да. Корниче може да дојде на место, да? Наместимо принесо. Царе ми сте, што да ви кажам? Фала. Uvijek me je tiče od druga fina. Браво. Одлично. Океј, тоа е све. И денес сме во Штип кај нашите пријатели Riversoft. Како што знаете, од кај нив го бираме најдоброто, а тоа е брендот Vox. Тие се ексклузивни увозници за Македонија за Vox, но нешто што можеби не знаете е тоа дека Vox ги има најдобрите и најниските цени на пазарот, има 5 години гаранција и имаат големи срца. Затоа што за сите наши семејства, за сите оние кои што сакаме да ги направиме среќни, тие донираат бела техника апсолутно се што ќе одбереме. И затоа купувајте во Riversoft. Епа тука стварно нема што нема, ама ние го бараме брендот Vox, бидејќи токму тој е оној кој што доаѓа во сите наши семејства. Денес бираме машина за перење, фрижидер, шпорет, мали кукни апарати, телевизор, да не забораваме, тоа е многу важно. Мислам дека ова е тоа што ни треба. Значи сега бараме фрижидер. Треба да не е многу голем. И мислам дека го имаме победникот. Ова е тоа. Одлично. Ова е совршено. Одлично. Тука сме многу брзи. Значи веднаш одбираме што ни треба. Мислам дека горе-доле, освен малите кухни апарати кои што сега ќе ги одберам, тука завршивме работа. Додека мајсторите работат во станот на Лорета и на нејзините деца, во нивниот нов прв дом, денес е оној ден изненадување за семејството. Ден во кој што знам дека многу ќе уживаат. Делот на Лорета е оној женскиот. Таа жена, но е мајка на 2 деца, и нема време да се посвети време за себе, а реално нема ни финансии за тоа. Затоа денес во Мејфер ќе ја тинтраат, ќе ја лакираат, ќе ја прават косата, апсолутно се што треба, што би сакала секоја жена да го прави. А Матеј има ден изненадување, ќе го прошетам низ градот, ќе купуваме прекрасни работи. Значи немаат појма што сум смислила денес, само знаат дека денес треба да се во Скопје. А зошто треба да се денес во Скопје, не знаат. Малото го оставија у Велесот и многу е бесно. Здраво, детски, здраво. Како си ми? Кажи ми, лесно не најдовте? Па да. Жешко, многу жешко. Значи, вака ни се погоди многу топол ден. Да ти кажам нешто, ти ќе уживаш бидејќи ќе бидеш во Мејфер внатре на Ладничко. Така? А јас и Матеј денес имаме ден изненадување. Ја мислам дека ќе уживам многу.
и ќе бидеме на Жешко, ама ќе издржиме. Да, ќе издржи он денеска на Жешкото во сигурни раци. Така си не? Да. Да, бе, мама. Епа мајко прекрасна на 2 деца. Денес е, како што кажав, ден за тебе. Бидејќи ти го заслужуваш тоа, знам дека немаш време, а знам дека немаш ни финансии да се посветиш на себе си. И денеска сакавме да ти го овозможиме тоа, затоа што си мајка херој, затоа што си прекрасна мајка. Во Mayfair ќе ти направат апсолутно се што сакаш, се што една жена треба да го прави редовно, но некои немаат време, некои немаат финансии, некои се зафатени како тебе со 2 прекрасни деца. Те оставаме тука. Важи. Лорета го заврши нејзиниот женски ден во Mayfair. Ви благодариме Mayfair за вашето гостопримство, но и за тоа што и го разубавивте на вистина денот на оваа мајка, на која што тоа и беше многу потребно. Денес имаме прекрасен ден во Скопје. Тука позади нас е првото изненадување за денес. Се наоѓаме пред Менисо, а тоа е продавница за млади, стари, мали и големи, но најмногу за децата, затоа што тие се ексклузивен застапник за Марвел. Знаеш Марвел? Да. Спа, така? Значи тука ќе најдеш се од Марвел. Ќе земеме нешто за Павел. Кажи, ќе одбереш за брат ти? Да. А ќе земеме нешто и за мама? Да. Значи тргнуваме у шопинг? Да. Ајде. Благодариме Минисо Македонија за овој неверојатен шопинг, да ние продолжуваме понатаму денес на овој топол ден во нови авантури. Следното место каде што се најдовме и каде што сме на овој топол ден е зоолошката градина во Скопје. Дали ти си бил до сега во зоолошка градина во Скопје? Како мало. Како мал? Да. Знаеш ли што има сега во зоолошката градина? Не. Има динопарк. Знаеш што е динопарк? Тоа во моментот балканска атракција, бидејќи го имаме најголемиот и најубавиот динопарк. Има диносауруси во вистинска големина, кои што испуштаат звуци и кои што точно ти кажуваат како изгледале диносауруси. Дали си спремен ти за таа авантура? Да. Ќе го издржиме топлово заедно? Да. Може да одиме? Да. Ајде.
После возбудливиот ден кој што сите го имавме, јас и Матеј на едно место, а Лорета на друго место, се најдовме на ручек во ресторанот Фор, кој што се наши денешни домаќини и им благодариме за поканата да бидеме нивни гости. Нашите пријатели Мебел Ацевски се и овој пат со нас. За домот на Лорета и нејзините дечиња, тие изработуваат кревети за детската соба, бюро, предсобје и ормар. Навистина од срце им благодариме што се наши верни пријатели. Lotus Design е бренд на реномираната компанија Звезда Комерц од Неготино за производство на мебел за бањи. Изработката е со најсовремена опрема и високо квалитетни материјали. Нивната палета производи е застапена во салоните за бањи во сите градови низ земјата. Докажани се со врвен квалитет, низ 13 години искуство и задоволство на нивните клиенти. Но тие се и општествено одговорна компанија, која што за некои од домовите во проект Куќа донира и мебел за бањи. Почна да пристигнува и мебелот, што е секогаш добар знак. Тоа значи дека сме тука некаде при крај и дека со монтажа на мебел веќе му се гледа крајот на уредувањето на овој дом. Први пристигнуваат БК Мебел, кои што за овој дом донираат кујна, трапезариска маса и столчиња и комода за дневната соба. Ви благодариме БК Мебел. Вредните мајстори на БК Мебел навистина си ја знаат работата и се фатија брзо да завршат се, а тоа нам навистина ни се допаѓа. Кога објавивме апел за помош на домот на Лорета, први кој што се пријавија, а Бога ми е единствени од Велес, беше Евангелската црква од Велес и пасторот Филип. Пасторот Филип е надалеку познат по неговата хуманост и за домот на Лорета успеа да набави прекрасна гарнитура за дневната соба, за малата соба, да набави гипс картон и да донесе мајстори молери. Затоа од срце му благодариме и да остане за секогаш таков, хуман и најдобар. Како и секогаш, точно на време стигнуваат и нашите пријатели Riversoft, кои што се експерти за бела техника, и нивниот бренд Vox, кој што се наоѓа во сите домови во кои што ние помагаме. Им благодариме што се наши пријатели во хуманата мисија за цела сезона на проект Куќа.
Кога се работи за згради, а особено за високи катови, транспортот е секогаш проблем. Ние веќе имаме искуство во тоа, а бога ми и се намачивме. Но за среќа овде во Велес барем имаме лифт. Во оваа сезона на проект Куќа, наш верен пријател е Македонија осигурување. Македонија осигурување на секое семејство од проект Куќа доделува подарок годишно осигурување на дом. Со нас во Велес денес и Драги од Македонија осигурување. Кажи ми, Драги, што опфаќа тоа годишно осигурување? Ова осигурување опфаќа пожар на објектот, Така? пожар на стварите, кражба на стварите, одговорност кон трета лица во случај на пожарот да настане штета на комшиите, да им платиме во вредност од 5000 евра, пари, злато до 250 евра. Значи обезбедени. Обезбедено со се. Да. Значи ти дојде денес тука во Велес да ни ја доесеш полисата за Лорета и незините две деца. Фала ти многу и ви благодарам што сте наши пријатели верни и се гледаме пак во следна некоја емисија. Благодарам. Значи, се наоѓаме во Велес, во станот на Лорета и денеска е планирано предавањето на домот кој што треба и требаше да биде изненадување, бидејќи немаме кажано дека е готов, но реално сега дојдовме и јас сватив дека не знам воопшто дали ќе стигнеме, бидејќи тука е се лом. Уф, моментово дека баш ми се плаче. Ќе пробаме да стигнеме, бидејќи договорува во 3:30, таа дојде пред зграда. И кажав дека треба само да се слика со децата. Моментално е 1 час. Имаме само 2 часа да средиме се. А сега ќе видите во каква состојба е станот и што све треба да се среди, не знам дали ќе успееме за 2 сати. Тука се наоѓаме само јас и Благица од мојата Благица од проект Среќа. Се надевам дека уште некој ќе дојде да ни помогне. И нямам време више да зборам, морам да работам. Значи, се гледаме за 2 сати дали сме успеали. Ајде. Вака така изгледа некако ќе успееме да завршиме. Имаме уште доста работа, малку пролонгиравме доаѓање на семејството. Значи им кажавме подоцна да дојдат на фотографирањето кое што наодно треба да го има. Ама сега више не сум толку тажна, значи бидејќи да се гледа некако крајот на чистењето и на средувањето. Значи денес семејството сепак ќе биде многу среќно. Лорета многу сака цвеќиња и затоа се потрудивме терасата и куќата да биде цело од цвеќиња. Чами! Ето да ќе остави. Чао, фала, се ќаме. Не сакаше ме. Јадата е близија и викам, и Благица се смее дека вечер нема да се спие, ја викам, ти не се смеј, ти најмалку ќе спиеш.
Ама изчистихме на крај, нели? Да. И сега ќе изчистим. Само не знаеме кога е тоа да крај. Крај по 8. Ова е све за фрлање тука. И куси на шрам. Абе, сакаш ли да дојдеш да спарим и да миеш? Држиш. Ти имаш по-яко телефон, искаш да остана. Со пејачи, певачи и ще види некој шај. Ви го без да сте прекупат. Добро, да, ама сега по-малко сега си зашисти. Може и не, а Виктор ми сам да видим. Да, бе, дори. Значи успеавме. Кога стигнав денес во станов, мислевме дека нашата работа ќе биде кратка и дека се е сработено. Но најдовме многу работа и во прво време буквално ми се плачеше. Мислев дека треба да и откажам на Лорета, да го откажам денов, а таа веќе една недела навистина нема веќе каде да живее, бидејќи мора да си оди од местото каде што живее под кирија. Но спремни сме и готови сме и домот е неверојатен. Јас сум возбудена, а знаете зошто сум највозбудена? Затоа што Лорета не знае дека домот е готов. Значи кажав да дојде тука со децата, да направиме една фотографија, бидејќи ми треба за домот, за да ни ја направам фотографијата и да ја урамам. Значи таа нема поима дека денес ќе влезе во незиниот нов дом за прв пат. Во незиниот прв дом за прв пат. Незините деца не го знаат тоа. И едва чекам да го видам изразот на незиното лице и ја чекаме секој момент да дојде и да го видиме изразот. Ајде. Додека ја чекаме Лорета, тука сум со Филип Иванов, кој што е пастор во Евангелската црква во Велес. Здраво, Филип. Драго ми е што конечно се запознаваме во живо за прв пат. Се знаеме преку социјални медиуми, но се знаеме и преку хуманитарната работа. Ти си познат хуманист и твоите дела се надалеку прочуени, инспирација си за многу луѓе и ти благодарам за тоа. Овде во Велес, за домот на Лорета, ти ни беше партнер. Значи ни беше поддржувач и во првиот момент кога слушна дека правиме дом во Велес, ти беше единствениот всушност кој што се пријави да помагаш. Ја чекаме Лорета да дојде, но во меѓувреме сакам да те прашам колкав дел од твојот живот е хуманитарната работа? Значи колкав дел од животот посветуваш на тоа? Пошто имам впечаток дека цело време тоа го правиш. Првен благодарам што можам јас да бидам дел од сета ова акција и да во Велес се приклучиме кон ова прекрасно дело што верувам дека има масивен импакт во животите и на Лорета и на децата. Инаку
колкав дел завзема тоа? Па не знам, тоа е мојата служба во црквата и преку црквата, така да ја не ги делам нешто на хуманитарно, на духовна служба, ваква таква. Тоа е твојот начин на живот. Тоа е сеопфатен, да, сеопфатен начин на живот. Впрочем, секој што го работи тоа нели со срце, со чисти мотиви, со добра волја, знае дека нема работно време кога се работи. Да, да, се случуваше да се допишуваме во 11 навечер и јас да му се извинувам, да му кажам извини, не видов колку е часот, ама треба тоа и тоа, ни треба мајстор за тоа и тоа. И тој ми беше тука буквално десна рака, тој ги наоѓаше мајсторите. Стварно фала ти за се. Јас се надевам дека и во иднина ќе соработуваме и дека ќе имаме можност да направиме уште многу семејства среќни. Точно, како за прв пат, одлична соработка и верувам дека само уште подобро ќе биде во иднина. Фала ти многу. Сега ја чекаме Лорета и ќе ја пречекаме сите оние кои што некако придонесовме да нејзиниот дом изгледа како што изгледа и да ја изненадиме. Значи тука е Филип, тука е мајстор Баже. Каде е мајстор Баже? Мајстор Баже им помагаше апсолутно во све. Цело време мајсторе тоа треба, мајсторе ова треба, мајсторе она треба. Значи ми одговараше на сите можни пораки. Мајстор Баже. Ева го мајстор Баже. Тој беше тука 24/7 горе мајстор во последните колку има 2 недели. Мислевме дека побрзо ќе биде. Мислевме, ама не се стасам. Да. Првично кога го видов станот, мислев дека ќе завршиме за 5 дена. Ама не успеавме. Како и да е, тука сме и битно е дека е добар, дека е завршен станот, а ја тебе сакам да ти кажам фала ти друже за све. Ништо нема. Сега чекаме Лорета секој момент да стигне и да ја изненадиме, да видиме како ќе реагира. Стигна. Абе, кај сте? Како сте? Значи, очигледно не си дојде. Очигледно нема да ве сликаме, ама ќе ве снимаме. Океј. Значи, станот ви е спремен. Матеј, станот е спремен и готов. И ве чека да влезете внатре. И ја не знам кој е повозбуден сега, дали ја или ти, јас сум возбудена цел ден. И се надевам дека многу ќе ви се свиѓа. Стварно многу работевме, не само напорно, туку од срце. Збунета си малку? Многу. Ја очекував, ја прво не го видов, викам тоа е тоа, веројатно да чека човекот, на време сме. За сликање? Таксистот ми вика, малку се збуни, викам тука стои. Викам малку се збуни, гледаш што се случува тука. Значи, ова ти е клучот од станот. Фала многу. Од твојот прв дом, од вашиот прв вистински дом. Сега може да се качиме, така? Спремни сте? Ај, чекам, да. Ајде. Чекай ти ураци дојде. Идеме? Павел? Абе, дома, да видиш имаш нова дома, Павел! Ајде, пати. Ајде, ладно. Кој е највозбуден? Повели? Бро? Мамичка? Прво тука? Да, ја пуштам сега си разгледате сами. Ова е вашата нова дневна соба. Кажи ми, имаш ли коментар? Те погодивме ли? Победи. Ајде, реков дека нема да се лигавам па сега. Маде, како ти се свига? Совршено, какво беше луѓе што направивте? Значи, ова е вашата нова дневна соба. Ова е вашата нова трапезарија. Тука. Павел ќе се смести, си го фана местото. Тука вие сите заедно ќе си ручате и ќе се јадете во вашиот нов дом. Дали е добро до сега? Преубаво. Влезете си во вашата нова кујна. Добре? Много. Значи те погодивме?
дававме све од себе да стигнеме и за тоа траеше малку повеќе отколку што мислеме. Но затоа мислам дека ќе ви се свига апсолутно се, бидејќи е правено со многу љубов. А сега мислам дека дечките, тоа што дечките, највише го чекаат да се видат нивната нова соба. Одиме? Ајде. Да се спред. Павелче? Павел, дојди да се видиш. Јела сине, дојди. Моля, среќо. Мами. Колку книги, сине. Матеј, ваква ли соба сакаше, кажи ми? Ја погодишме собата? Матеј и Павел, ова е вашата прва вистинска детска соба. Види како подарок има за тебе. Види на сликата тука кои се. Кој е тоа мама на сликата? Матеј, ова е твоето биро. Книгите, сите работи кои што ги одбравме од Мимисо. Арсла минат донесе неверојатно многу книги. Ќе си споделите кој кревет кој го сака. Ја ве поделим вака. Тој кревет. Тој на Павел. Следна соба која е? Кај ќе одиме? Може да го видиме сега новото WC? Може? Ајде. It's funny! Види мама. Во тоалетот се ви е спремно од нашите пријатели ДМ. Значи имате апсолутно се од козметика за децата и за тебе. Преубаво. Не, оти ми остава како ваната. Не можам да преговорам. Собата, новата соба? Новата соба. Мама. Значи ова е собата која што, ако сакате, ќе ви биде гостинска, ако сакате, ќе ви биде детска. Како си сакате? Или јас ќе ви бегам тука, а? Да, ова беше желба на мама, оваа соба и затоа ја направив. И сега тоа што го чекавме на Лорета терасата. Вау! Цвекињата ти се погодија? Мамо, да, мислам, и таква замисла имав се викав кога ќе се вселам, значи обавезно ќе имам цвеќиња на терасата. Знам, памтам јас све. Да, значи обавезно, пред тоа што сабале станува ми првото место што го минам во денот ми е на тераса. Значи ја погодивме терасата. Дефинитивно. На терасата ставивме дополнителна ограда, тоа мајстор Баже го правеше, за да биде безбедна за падот. Најпаметно, да, мислам, одлично за идејата. Ајде. Нов дом, од кога виде се. Мислам дека не виде баш се, ти имаш време Да. Кажи ми, како се чувствуваш? Многу изгодно. Знаеш, нешто што сум го очекувала доста долго време, доста долг труд вложив за да го земам станот. И од кога цел живот? Да, и од кога го земам станот, после имав еден куп прашања во главата како ќе се вселам, немам нешто да се вселам, како ќе биде, што ќе биде. Што ќе правам? Да, ајде Павел мал не разбира, али мате е доволно голем да му ветив ќе имаш своја детска соба, ќе биде вака, ќе биде тоа, а бев свесна дека не можам да си дозволам, дека не можам да си дозволам ниту еден кревет во моментот, не па детска соба. И воа ми е, не знам, преубаво, не знам. Многу внимаваме значи, освен тоа што сакаме да носиме среќа и што Проект Куќа е тука да создава среќни семејства и среќни деца. Јас сум многу засегната и за деталите и уредувањето и навистина обрнавме многу внимание во уредувањето. Да се допадне. Значи кафеавионците не го заборавивме, боите кои што ми кажа не ги заборавивме. Единствено моја желба направив една, а тоа е наместо плава ставивме црвена гарнитура. Да, примети. Многу ми се допадна и мислам дека и тебе многу. Да, и преубаво. Да, и мислам дека и повеќе би одговарало вака и со врати, и со прозори, и со се. Да, тиркис немаше да одговара така добро, да. Тоа е точно, да. За ова што го направивме, не сме заслужни само ние. Имаме еден куп пријатели, компании со големи срца, но и луѓе со големи срца кои што ни помогна и сакам да им заблагодариме на сите нив. Еден од нашите пријатели е ова изненадување за вас, а тоа е Македонија осигурување. Овој дом ти е осигуран од се, апсолутно. Значи не само што имаш нов дом, туку имаш и осигуран нов дом и безбедноста. Други наши пријатели се Еврофар, имате
многу работи за деца, витамини и за тебе, и шампуни, и нашите пријатели DM маркети, дома маркети, кои што ни се апсолутно се за козметика и средства за хигиена, ќе имаш за долго време. Благодарам. Огромно Јас благодарам. сега сакам да ве оставам, да си уживате, да си го видите и да си го почувствувате вашиот нов дом, да си ја поделите помеѓу вас радоста. И се надевам дека ќе се видиме наскоро, ќе ја посетиме и тогаш ќе ми раскажуваш како Да, јас... на кој начин вашиот живот се променил. Па добро, искрено, јас имам, мислам, ја во принцип сум позитивен човек, така да јас секогаш имам надеж за нешто. И така да јас очекувам реално, после сето во кога ќе се вселам официјално, онака да се седнам тука, тоа ќе биде веројатно за многу брзо време. Да, бидејќи од 2 чекам. Може и денес тука да се спи. Да. Значи апсолутно се е спремна. Така. И мислам дека многу промени ќе направам, веќе имам некои идеи во својата глава, кои што сакам да ги реализирам и сакам еден ден, ако не повеќе сама себе, барем моите деца да бидат горди што имаат паква мајка, каква што имаат. Да, затоа што имаат прекрасна мајка и затоа што вие сте прекрасно семејство, имаш прекрасни деца, а ние, проект Среќа и проект Куќа ќе бидеме тука секогаш за вас, секогаш кога ќе ви требаме и секогаш кога ќе ви биде потребна помош. Многу ви благодарам. Сега ве оставаме да си уживате во вашиот нов дом. Фала. Леле. Гледаш ли примав и јас изненадување. Проект Куќа. Добри луѓе. Срцето не е само обичен мускул. Срцето е нешто многу повеќе од тоа. Срце кое е затворено ниту може да дава, ниту да прима љубов. Но вашето срце не само што е отворено за љубов, вашето срце е поголемо од сите останати. Добри луѓе, премногу ви благодарам. Не ми дадовте нов дом, ми дадовте нов живот. Со вас го започнуваме животот повторно со ново побаво поглавје. Ви благодарам. Леле, луѓе, што направивте? Ве сакаат мама Лорета, Матеј и Павел. И ти на грана разплак. Уморни, но многу среќни завршуваме уште една епизода на Проект Куќа во Велес. Бидете дел од Проект Куќа, затоа што само отворено срце знае да прима љубов, затоа што заедно можеме да направиме многу промени. Дали знаете колку деца немаат кров над главата? Дали знаете колку деца немаат топол дом? Да направиме тоа да биде минато. Благодарно до сите наши донатори и спонзори кои што од емисија во емисија се приклучуваат и се во се поголем број. Тоа е многу потребно за да изградиме што повеќе домови и што повеќе среќа. И затоа бидете дел од Проект Куќа, имајте отворено срце и пружете ни рака. Последната епизода на Проект Куќа.